Во ова издание, се понапнато во Египет, САД повикуваат на диалог. Конгресната лоби група за Македонија нарасна на 19. Градот на ангелите со камерата на гласот на Америка по улиците на Лос Анџелес. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Египетската армија распореди тенкови пред председателската палата во Кајро и бара демонстрантите да се растурат. Во судирите меѓу симпатизерите и противниците на председателот Мохамед Морси досега загинаа 5 лица. Во текот на денот се очекува и обраќање на председателот Мохамед Марси до нацијата. Во дводневното насилство во Кајро досега загинаа 5 лица. Американската државна секретарка Хилари Клинтон за време на посетата на седиштето на НАТО во Брисел изјави дека диалогот во Египет е ургентно потребен. Конгресната лоби група за Македонија нарасна на 19 со пристапувањето на Роберт Адерхолт, републиканец од Алабама. Конгресменот Адерхолт е член на Американската Хелсиншка комисија, како и на комисијата на Представничкиот дом за буџетско распределување. Според најновата анкета на Универзитетот Квинипек, 51% од американците веруваат дека марихуаната треба да биде легализирана. Досега 18 сојузни држави и областа на главниот град Вашингтон донесоа закони за легализирање на марихуаната за медицински потреби. НАСА со големи амбиции за Марс објави повеќе слоен план од 7 мисии за истражување на црвената планета, со цел да го исполни предизвикот што го зададе председателот Барак Обама за испраќање на човечки екипаж до 2030 година. Неколку неодамнашни истраги за наводите дека лица од градската власт на Вашингтон се корумпирани добија особено голем публицитет бидејќи случаите се токму во главниот град на една од најголемите демократии во светот. Прилогот е на Брајан Паден. Минатата година, градоначалникот на Вашингтон Винсент Греј се најде на насловните страници откако беше уапсен додека протестираше затоа што Вашингтон, како административен центар, да нема своји представници во Конгресот. Но кога тројца од неговите виши помошници и двајца членови на градскиот совет се изјаснија за виновни за финансиски малверзации, насловите беа со уште поголеми букви. Со САД како застапник за правилно владење не е најпријатно што скандалите избија во непосредна близина на Белата куќа. Но тоа истовремено е показател дека и најнапредните демократии не се совршени. Бил Бузенберг од Центарот за јавен интегритет обучува новинари ширум светот за задачата да истражуваат дали лицата на јавни функции правилно си ја вршат работата. And this exists here, it exists in other countries. Транспарентност е универзално прашање и да се држат политичарите на одговорност е важно за граѓаните ширум целиот свет. Во 1990-тите, тогашниот градоначалник на Вашингтон, Марион Бери, беше уапсен за купување на марихуана и уживање на крек кокаин. Тоа стана символ за степенот на корумпираноста на градската власт во Вашингтон. Но Дейвид Катанија, член на градскиот совет, вели дека постои релативно мал број случаи на корупција изминатава деценија, како и дека поведените судски постапки се доказ дека законите функционираат. Минатата година имавме еден уапсен член на градската управа, на друг му се суди и против градоначалникот е поведена судска постапка. Мислам дека тоа ќе биде одлична лекција за наредната генерација политичари. Некој вела дека се што ви е потребно за бизнис е добра идеја. Прилогот на Елизабет Ли фрла светло на 18 годишник кој ги искористил долгите часови минати со мобилниот телефон на Apple, iPhone, да започне бизнис и да добие национално признание. Од овој дом во Лос Анџелес никна Tech World, позната како болница за iPhone-и. Мозокот на компанијата е Винсент Квик. Имам 18 години. Студент сум, основач и директор на Tech World, компанија за прилагодување и поправка на iPhone-и. Мајка му Карла Квик е горда на синот кој имал чувство за бизнес уште од мали нозе. Едноставно секогаш наоѓаше начини за дополнителен приход.
Quig ја основал Tech World уште како средношколец со помош на организацијата Мрежа за обука на идни предприемачи. My mom became single a couple years ago. Мајка ми стана самохрана пред неколку години и едноставно требаше брзо да пораснам. Морав да најдам поинакви начини да бидам финансиски независен. Квиг на почетокот имал проблеми да го изнајде вистинскиот бизнес план, дури морал да се откаже од училиштето. Но штом дошол до клучната идеја, не само што се вратил на наставата, туку и добил и прва награда за најдобар предприемач во мрежата за обука на идни предприемачи. Естел Райс е извршен директор во организацијата. Има неверојатна дарба за презентација на своите идеи на мощне, убедлив начин. Бриса Муньоз е еден од задоволните муштери на Quig. Го најдов на интернет бидејќи имав чуено многу за ова дете и за наградата. Сакав токму тој да ми го поправи телефонот. Quig вели дека неделно поправа и до 10 телефони, а месечно заработува $1,500 од продажба. One of my biggest goals, I think, Сакав да бидам самиот свој газда. Tech World вели е само првиот чекор во реализирање на твој сон. Лос Анджелес, крстен по ангелите, трет најбогат во Соединетите Американски држави и пети највлијателен град во светот, главен град на индустријата на соништата, Холивуд. Јане Бојаджиевски деновиве беше таму. Јане, што паѓа во прв поглед во, како што го нарекуваат, Њујорк на западниот брег? LA, како што љубат да скратат многу американци, е етнички најмешаната метропола во државата. Таму живеат луѓе од 124 земји во светот. Најнаселен град во Калифорнија, втор во САД по Њујорк, со 4 милиони жители, според последниот попис од пред 2 години. Реки на луѓе. Градот на ангелите се простира на 400 квадратни милји, со областите сврзани со него Санта Клара и Лонг Бич. Тука дом имаат бројни телевизиски продукции, уметнички перформанси и филмски премиери. Важноста да се биде близу до гламурот прави во градот да живеат речиси сите филмски звезди, бројни спортисти, уметници. Креативен главен град во светот, барем така го нарекуваат, подкрепено со факти. Еден на секој 6 жители во градот работи во креативната индустрија. Според Институтот за иновации во Лос Анджелес, има повеќе музичари, режисери, продуценти, филмаджи од колку било кој град во било кое време од развојот на човековата цивилизација. Лос Анджелес го сочинуваат 80 на квартови. Безбедноста не е насекаде иста. Некои делови хронично патат од криминали и улични банди. Актуелниот градоначалник Антонио Виларайгоса има полни раце работа со ова, а и резултати. Убиствата во моментов се на најниско ниво последниве 50 години. Лос Анджелес е дом на Холивуд, храмот на уметноста на подвижните слики, домакин на Оскарите. Во Лос Анджелес има 841 музеи и уметнички галерии. Факт е дека во Лос Анджелес има најмногу музеи по глава на жител споредено со било која метропола во светот. Најголемо и најпознато здание е Музеот на уметноста, што представува воедно и најголемо на западното крајбрежје на Соединетите Американски држави. И спортот е значаен промотор на престижот на оваа метропола. Доджерси во бейсбол лигата, Лейкерси и Клиперси во NBA, Галакси во фудбал. Сите имаат звезди, сите успешни тимови. Што и да правите во Лос Анджелес, имате чувство дека на вас внимава ангел чувар. Што велат бројките за границата што треба да ја одржува американската фискална дисциплина во утрешната емисија? Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата, посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Благодарам на вниманието и гледајте ни утре. When I first got here, it was very simple.
And we used all the materials from the English service. So we are a translation service. Now the time gradually changed. We started doing the TV in 1994. I think the TV program is called China Forum, which is, of course, to discuss the relationship between the United States and China. When we originate content, we originate for radio, TV, and internet. And the Chinese government, usually, they are using a lot of means to jamming us. At the present time, the Chinese government didn't block the TV signals. So we are in a planning to expanding our TV from